Дали знаете што го одржува и што го создава пожарот? Дали некогаш сте слушнале за пожарен триаголник? Слушајте сега, ама внимателно. Пожарен триаголник на едноставен начин ни ги посочува работите кои се потребни за да настане и да се одржи пожар. Значи, гориво плюс кислород плюс топлина е еднакво на пожар. Ако отстраните само една компонента, нема само да го изгаснете пожарот, туку ќе спречите и да се прошири. Да видиме како функционира ова. Како што е случај и со нас, огнот умира без храна. Пожарникарите го користат овој принцип во шумата и ги запираат пожарите на тој начин што ја корнат вегетацијата, за да направат појас од земја, кој ќе го попречи патот на главниот пожар. Повторно, како што е случај и со нас луѓето, огнот мора да диши. Фрлете една лопата земја или огноотпорно кебе врз огнот и ќе го задушите. Патем речено, нивото на кислород не мора да падне на нула за да се задуши огнот. Ако нивото на кислород се намали за 15% од нормалните 21% во воздухот, што не обкружува многу материи, запалливи течности, например, па дури и некои тврди тела, повеќе нема да горат. Извор на топлина кој ќе започне пожар може да биде собна греалка, шпорет, жиците на преоптоварен електричен приклучок, искра или пепел, молња или топлина што се ослободува при гниење на растанијата, испарливите хемикалии или многу други работи. Запомнете, ако видите чад, особено ако доаѓа од масти или масла за готвење, излеани врз извор на топлина, може само за неколку секунди да настане спонтано согорување. Ако овие принципи ги запомните, многу полесно ќе се справите со евентуален пожар.